Почитувани мој добар ден, го следите најновото издание на Црвена линија. Вчера се распишаа 7-те председателски и 11-тите парламентарни избори во независна Македонија. Ке избереме председател и пратеници, а мнозинството ќе формира влада. Бираме еден председател, а ќе се формира една влада, но колку министерства ќе има новата влада, ние не знаеме. Тие што ќе ја формираат, ни тие не знаат. Ама сигурно е дека министерства ќе има за сите коалициони партнери. До сега праксата покажува, иако сме мала земја, имаме најмногу министри во целиот регион, а во Европа се бориме да бидеме меѓу првите. Бројот на министерства во владите е секогаш преку 20, а сме имале и 26. За разлика од нас, швајцарците имаат само 7 министри. Што побогата држава, помалку министри по број на жители? Дали знаеме колку советници ќе има новиот премиер? Или бројот на министри и советници зависи од пазарот по изборите? Треба ли во кампањите претендентите за премиер да го кажат бројот на министри и советници? Колку министерства на вистина и требаат на Македонија? Тоа се дел од прашањата секако кои што ќе ги поставиме денес во живо за гледачите кои што верувам ќе ви има во голем број, ќе се вклучите и ќе ги дадете вашите одговори во ова издание на Црвена линија, а меѓу другото ќе ве потсетам и дека преку коментари се разбира и преку споделувања и лајкнувања ќе можете секако да продолжите со оваа дискусија и на Facebook, поточно на нашиот профил Црвена линија. Но и ќе ве потсетам задолжително да не заследите на Instagram, односно да кликнете на Instagram Story, Црвена линија е нашиот профил, еве тоа изгледа таму така, и да дадете одговор на ова прашање. Дали ни треба министерство за решенија на грешни владини одлуки? Имате две опции за одговор, едната е да, другата не. Кликате кој е вашиот одговор. Резултатите во проценти ги соопштуваме редовно по рекламите. Но она што е најважно, со нетрпение очекуваме и да почнеме, а и да ги слушнеме вашите одговори на нашите денешни прашања. Така да, еве и ќе почнеме дали ни треба министерство за исправање грешни одлуки од владата, тоа ќе биде едно од прашањата. Секако кое што потсетувам, заедно со Инстаграмџи, одговорете го и на Инстаграм стори Црвена линија на 023070005. Тоа е нашиот телефонски број, го вртите, ве вклучуваат и секако веднаш ќе потсетам на самиот почеток, а како велат повторувањето е мајка на знаењето, да го намалите целосно тонот на телевизорот. Тоа не го велиме туку така, туку од причина што може да се случи да мислите дека не сте вклучени, дека некој наместо вас зборува и секако да се појават паузи кои што ќе ви ги одземат секундите. Ако сте подготвени вие, подготвени сме и ние. Добар ден, ако го имаме и првиот гледач. Прв гледач. Добар ден. Ете вака, прво да кажам дека Total TV има прекин со испорака на вашата програма. Што е во прашање, дали не плаќа, па не му давате да ве пренесува? Благодарам што ни ја дадовте информацијата секако, а еве за темата што ќе ни кажете? Еве за темата, ако може да почнеме од нула, за темата што да кажам? Што да кажам кога не ве гледам, ама пошто сакам да се јавиме и да кажеме... Па да ве, еве ќе ви помогнам. Дали ни треба министерство за исправање грешни одлуки во владата? Што мислите? Благодарам што ми кажавте. Меѓутоа, не само тоа што не треба, него не треба ни за политички систем, ни за ова, ни за она, ни за 10 министерства, ако се 20 треба на половина да бијат. А ние една ситна држава, ситнодушен народ, а толку министерства, толку штета на овој народ. Значи, кај нас не се тронка размислува веќе за народот. Овие што станаа политичари, отклосани политичари, ќе изедат и државата, и партиите, и народо, и кој ќе останат сами ќе видат дека ние грешевме. Грешевте, ама сега е касно. Затоа не треба ни нови министерства, ни старите не требат, не нови. Ајде здрави и живи времето ако отиде.
Секако драго ни е дека вашето време го искористивте и бевте пред се првиот гледач во Црвена линија со кого и го отвараме ова издание. Продолжуваме секако со вас. Еве, дали имате представа, знаете колку советници според вас ќе има новиот премиер, или еве бројот на министри и советници, дали според вас зависи од всушност пазарот по изборите? Добар ден. Ало, добар ден. Љупчо, како сте? Верувам дека сте добро. Добре. Види, Тина, ја секогаш го застапувам моделот еден човек со еден кабинет и една одговорност. Нешто слично како американскиот. Кај нас председателот на државата е повеќе парадна функција, без одлуки. Од тие причини таква функција не ни треба. Наместо премиер, треба да бидеме премиер и председател на државата да врши едната иста функција, нешто како Вучич у Србија. Си ја постави Брнавич како кукла, а уствари он ја дрма целата Србија, цела влада. Владата, повеќе од 5 министерства, ништо. Дали ме разбирате? Бидејќи се спојуваат министерства сродни. Земете ги труд и социјална политика и здравство. Една иста проблематика. Тоа е социјална политика и здравство е приближно исто. Зошто министер за здравство, министер за труд и социјална политика? Долне секторите ќе ги спустиме на ниво на сектори и раководители на сектори со помали плати. Внатрешни работи и одбрана. Еден министер. Директор за внатрешни работи, директор за одбрана, посебно. И така на тој начин да се разговори, значи 5 како нешто кабинет со 5 луѓе и еден човек толку да води целата влада. Ние сме 1.800.000. Не знам дали знаете, слушнав синека на една емисија на една социјална мрежа, новиот технички министер во МВР вработил 18 души во својот кабинет. Сакам да прашам, што задачи имаат тие 18 души во неговиот кабинет да вршат? Новиот технички министер во МВР, кај неговиот кабинет. Благодарам многу. Подсетување, само внимавајте на тајмер од 90 секунди, но секако дозволено и повторно да го завртите телефонскиот број да добиете нови 90 секунди. Да видиме кои ќе бидат останатите одговори од вас. Значи, ве требали во кампањите претендентите за премиер да го кажат бројот на министри и советници според вас. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас. Вака многу го ценам Љупчо кога да се јави, ама некои работи некако ги превртуваат. Како да ни гледа на вистината, да не го користам тоа неговото. Дека се министри многу, тоа се слагам. Ќе го поддржам во тоа да се намалат. Абе, ние имаме министер без ресор. Ние го имаме Артен Груби, заменик на премиеров. Абе, шо ви е, бе, луѓе? Како можеш да имаш врзан со премиерот, Артен Груби, врзан подпис? Да има да го добра пато или било што. Јас не разбирам. Втората работа. Зошто 120 прателици на мала држава? Тие треба да се сведат на 80 прателици, по моје мислење. И онака и 80 да бидат, тие работат, тие во владата што ќе кажат, само овие се задолжени да кренат два прста. Според вас, од што зависи бројот на министри и советници? Не ве разбрав, меѓутоа... Еве, ќе го поставиме вам прашањето. Бројот на министри и советници зависи од пазарот во изборите? Па да, видите. Еве сега Љупчо спомна, дојде министеров за внатрешни, си запусти 16 души. Па како би работел, јас да го прашам Љупчо, како би работел тој со, така да речам, во наводници туѓи луѓе? Благодарам многу за вашите одговори. Продолжуваме со вас секако. Добар ден. Добар ден. Најубав ден и вам. Па еве, според вас треба ли да имаме Министерство за исправање грешни одлуки од владата? Па не знам, ако ме слушате добро, не би требало Македонија 2 милиона, од Малешевијата се јавува. 2 милиона, на нас треба еден, како на македонски да кажам, капо на цела Македонија, еден маршал на полиција, еден поп и еден оџак. Не ни требат министри толку. Ало? Да, ве слушам. А еве, што одлучува за бројот на советници и министри како резултат на што се одрезува? Ништо, само треба еден поп, еден оџак
еден главен на државата и еден маршал на полицијата и толку. А според вас треба ли во кампањите, еве претендентите, например, за премиер да го кажат бројот на министри и советници? Не знам, не. Ајде, убав ден. Најубав ден, големо благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Секако продолжете да не следите и понатаму, за да слушнете какви одговори ќе имаат останатите гледачи кои што допрва ќе ги вклучиме. Добар ден. Добар ден. Ќе ве замолам малку погласно. Ајде погласно. Ето, одлично, веќе е подобро. Повелете. За министрите сакам да кажам, не треба толку министри да се клава. Шо е тоа 26? Шо луѓе сме ние во Македонија 26? Тамо тогаш треба да има само 5. Кој ќе ич? Ме слушате? Да, ве слушаме, продолжете. Так. Иначе, задоволството никакво не е сега од владата. Сега министерот појде да клава на касно стиже Марко на Косово. Сега пуштил да прави градинка. Сега градинка му треба на крајо за пари. Рековте дека доволно да има 5 министерства. Дали во тие 5 министерства треба да има и министерство за исправање грешни одлуки од владата? Не треба. И доста се тие да работат тие, до се 5 души доволно е. Така, мајче. Така да знаеш тино. Добро. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија, а секако и вие продолжете да гледате. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Во Црвена линија? Да, повелете, ве слушаме. Гледач во Скопје. Поздрав Само до можам вас. едно да кажам. Кога бевме држава, значи Југославија, имаме само 11 министерства. А сега сме држава банана, така да кажам, од 2 милиона, неполни 2 милиона, ние имаме 22 министерски места. Едно време и 26. Па може и 26, не знам колку се, а и сега и не знам да ви кажам, да, меѓутим, тоа е тоа. Немаше тогаш заменици министри кога бевме држава, сега заменици министри, заменици премиери, све и свашта имаме, затоа и до тоа дереđe дојдоме. Според вас колку вкупно министерства и се доволни на Македонија? 5 до 6. Дали во тие 5 до 6 министерства ни треба и министерство за исправање грешни одлуки на владата? Не, нас ни треба само одлука да се донесе како во Сингапур, кога ќе бидат избори, што ќе кажат, што ќе обечат, ако не го извршат, направат тоа, криви се одговарат. Така една одлука и да се реши ситуацијава. Така, имате уште нешто да додадете? Имате уште некои 19 секунди? Па имам, тоа можам да кажам, бидејќи во 80-та година во Сингапур за 24 часа и приведува 182 корумпирани политичари, предпоставам. Благодарам многу за јавувањето. Продолжете да не следите. Ете, до сега слушнавте и според гледачите колкав број на министерства мисла дека треба да има Македонија. Како и да продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Ево. Ве слушаме во Црвена линија. Добар ден. Добар ден, повелете. Денко од Крива Панка. Дали добро не слушате? Да, слушаме Да, ви. повелете. Викам Денко од Крива Панка. Голем поздрав до вас. Поздрав, прв пат се јавувам во емисијата. Драго ми и верувам не последен пат. Јас завратев да ја прашам само едно, ама од режијата ми рекоа дека може да се врти од мобила на цркава на среќа. Ја вртим таму неколку пати, 6 пати, 17 пати и никако да добијам. Вика не Вака постои. сега во нешто подосна секако ќе ви кажам и за тоа за што се јавивте, а еве според вас колку министерства и се потребни на земја? Многу малку. Колку? 6-7 министерства, доста се. Овие главни министерства за внатрешни работи, за правда, за и така 6-7 министерства, не им треба повеќе изопшто.
Добро, Така да. зошто еве во земјава според вас не се случува да имаме дури бројка од 26 министерства? Затоа што се корупција, да земат повеќе пари. Да, така. Еве, рековте, Затоа. како рековте, 6-7 министерства, дали меѓу тие министерства треба да има и министерство за исправање грешни одлуки на владата? Треба. Треба. Благодарам Треба многу. да. Сега јас да ви одговорам, треба да имате во предвид дека во Заврти на Тилма имаме 5 активни линии. Се врти кога се појавува анимираното тркало, тоа ќе го видите подоцна, и секако да имате во предвид дека со оглед на тоа дека сме најбаран и најгледан квиз, во даден момент повеќе од 20.000 луѓе вртат наеднаш, така да треба само да бидете поупорни. Тоа ќе ви го кажат и гледачите кои што учествуваат. Па се слушаме нешто подоцна и во Заврти на Тилма. Благодарам секако што се вклучивте во Црвена линија и верувам нема да биде и последен пат. Продолжуваме понатаму да се вратиме на темата за која што зборуваме денес во Црвена линија. Прашањето е едноставно. Колку министерства на вистина и требаат на Македонија? Добар ден. Добар ден. Дали имаме гледач? Немаме најверојатно, како и да е во меѓувреме, ете и тука се случува и во Црвена линија да поради голем интерес на момент се заблокираат линиите, но како и да, јас ќе ве потсетам секако дека можете да продолжите со оваа дискусија и подури завршувањето на Црвена линија, односно на нашите социјални медиуми. Во овој момент секако ќе ви посочам како изгледаме, тоа е за оние кои што се уште не следат на Црвена линија на Facebook, значи нашиот профил е сосема логично Црвена линија. Темата е објавена, најчесто тоа го правиме преку една фотографија, а прашањето всушност е и она кое што го поставуваме и за гледачите во Црвена линија. Колку министерства на вистина и требаат на Македонија? Ги имаме и првите коментари. Во продолжение, секако пред да вклучиме гледач, ќе ви го прочитам и коментарот на Васко Белески, кој што напишал. Моje мислење е дека антиуставниот технички премиер ќе се обиде да вметне до 20 министерства со цел да тестира некои негови соништа кај јавноста. А ова би биле министерства кои јас би ги креирал во идната влада. Министерство за одбрана, Министерство за внатрешни работи, Министерство за надворешни работи во заграда, амбасади, диаспора, промоција на Македонија, Министерство за финансии и развој, Министерство за здравство, Министерство за правда, Министерство за организација и конфликти во заграда, локална самоуправа, транспорт и врски, информатика, комуникација, фасилити во заграда во превод одржување, Министерство за економија, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и заштита на животна средина, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за образование и наука и истражување, Министерство за спорт и култура. А ние ве прашуваме дали ни треба можеби и Министерство за исправање грешни одлуки од владата. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, ако се слушам ја. Да, ве слушаме, повелете во Црвена линија. Министерство се многу, меѓутоа доека ние македонците не се обединиме партиите, ние се ќе тежиме на голем број министерства. Затоа што зависиме од албанците, ајде дојди да ја комплетираме владава, ама ќе ми даеш 2 министерска места. Другиот, ама ќе ми даеш 3 министерски места. Ние да си го решиме проблемот и да кажеме дека во држава ќе има 5-6 министерства. То треба да има внатрешни, треба да има одбрана, треба да има финансии, треба да има правда, тоа е тоа што е тоа. Сега и социјала треба да има и здравство. Земјоделие и животна средина може да се обединат. И тие се. А за контрола на министерствата потребно е да имат посебна комисија за правдата на
На секој министерство за работените, се Тоа имаме би греш. било нешто како што и прашуваме Министерство за исправање грешни одлуки од владата. Добро, благодарам и до гледачот и неговото вклучување и секако неговото размислување што го сподели со гледачите во овој момент во црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија сте. Се јавувам прв пат на телевизија. Многу ми е драго дека тоа е така и дека нема да биде и последен пат. Се јавувам од Дебрца. Дебрца. Охридско. Така, поздрав до оние кои што не следат од таму. По моје мислење, министерства се малку. Треби 50 министерства најмалку. 50 заменици. 50 подзаменици и така поред да стигнат до 200-300 министри. Разбираш? Добро, ве слушаме, продолжете. Да малку се министерства во Македонија, и 50 се малку, а по моје би требало да бидат задоволни. Еве, дали ни треба можеби во тие 200 министерства колку што наброевте? Не, 50 министерства, ама подзаменици, заменици, подзаменици, да имат во министерствава. И со тек на времето така да се зголеми бројот колку што ве разбрав, наистина. Да се наголеми колку што мој повеќе. А дали ни треба Министерство за исправање грешни одлуки од владата? За тоа не треба, се во правилна владата, се си во правилно. Дали тоа значи дека ние... Не, тоа е све, Тина, ајде, пријатно. Тоа би било секако и да многу ми е драго. Ви рековте дека за прв пат еве се јавивте во една контактна емисија. Верувам дека нема да биде и последен пат, но секако благодарам и за тоа што го споделивте вашето мислење со гледачите. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Добар ден. А во црвена линија сте, повелете. Еве, јас успеав конечно прв пат да добијам линија. Драго ми, тоа е црвена линија. Контактните програми. Мислам дека на Македонија максимум за почеток и требаат најмногу 10 министерства. И списокот што одеше претходно од господинот на Фејсбук, или како негдека 12 на министерства, беа од прилика тие што и јас би ги преферирала да постојат. Па за компарација само да кажам дека во Швајцарија има 6 министерства. 7. Така да ако веќе се споредуваме за многу работи со западните земји или еве со една напредна земја, добро би било и тука да се споредиме. Никако не мислам дека треба да постои Министерство за исправање на грешки. Сега има нешто слично ова Министерство за етика, што апсолутно не функционира и е секој пат под капата на и под притисок на другите министерства и на владата. Сте за тоа да има и Министерство за исправање грешни одлуки од владата? Не, никако, реков, никако не треба да има. Нема потреба. И само една забелешка, ако може, што не е во врска со ова, исклучително многу ми пречи некористење, неупотребување на македонски јазик, литературен. Сега, бидејќи почна повторно изборието, ве молам, имаме ние убав македонски јазик, нема потреба апарати за фингерпринтови, имаме ние за отпечаток од прст, така да добро би било малце да внимаваме повеќе на користење на македонските зборови. Тоа зборите генерално и за медиумите и за политичарите, или? Како што има геймаш или ова, тоа се... Така, благодарам многу и за сугестијата, за белешката, а особено големо благодарам што земавте учество и колку што паметам, рековте дека и ви беше прво искуство за вклучување во контактна емисија. Верувам нема да биде ниту последно. Уште едно благодарам од мене. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам, повелете. Благодарам. Па вака, прво моето размислување. Значи, од 9 до 12 министерства, не повеќе. Можда во светот има и 5 и 6, но цивилизацијата кајните на високо ниво, они можат да спојат 3-4 министерства и да работат како да се 50. Значи, во едно. Меѓуто, ние не сме
таа нација, не сме тој народ и затоа ни се случува ово што ни се случува. Ние имаме над 20 министерства, не затоа што ни требаат, него затоа што имаме мали партии, да се некој да се одржи на власт, да си го користи правото со тоа што ќе го прибере некого, ама мора да му даде од колачо нешто. И така да, само ради тоа имаме ние многу министерства. Меѓутоа, ние прво треба да направиме парламент со 60 до 80 пратеници. Ни еден повеќе од сето тоа. Значи, кога ќе го направиме тоа, на база на тоа и министерствата, ќе ги, не да ги нема, но ќе ги споиме 2-3 во едно и ќе функционира толага како што треба. А вака како што ние сме раскалашани, само некому да му удоволиме, а со тоа фактички правиме корупција, правиме недозволени работи. И ние, значи, го губиме тлото под нозете, за да можеме да обстанеме. Прво треба да си ја сакаме државата. Треба да размислуваме за сопствениот народ. Што му треба, тоа да му дадеме. Што треба да побараме од народот, а народот да не возврати со заокружување на нашето бројче, ама за тоа да го заокружиме, треба, значи, да бидат тие поштени, да не крадат, да не лажат, него да работат за доброто на сопствениот народ. Се до тогаш ќе биде вака како што е. Благодарам, поздрав, да сте ми Поздрав живи и и сега здрави. го големо благодарам и до вас за учеството во Црвена линија. Добар ден за новиот гледач или веќе гледачка. Добар ден. Добар ден, Македонија, напомош денешниот Господов и Богородичен празник, Светение Господово. Поздрав Утре до вас, Свети кажете Симеон ни го според приеме. вас колку министерства на вистина и требаат на Македонија? Па точна бројка не би знал да кажам, знам дека сега има голем број на министерства, пред да бидат власт СДС, лажеа како што лажеа за многу работи, дека ќе намалеле министерства, тие ги изголемија. Сега друго, суми да има намален број, барем половина да биде број на пратеници спрема сегашниот, така че се намалат доста пари кои би се трошиле непотребно за функционери, за пратеници. Сега, што е важно? Човеков пред мене рече дека треба да се сакаме државата и народот наш. Да, се согласувам, ама како ќе сакаш држава ако гласаш за лидер твој кој ни смени име Македонија свето, која предаде Македонија. Кажете ми како го објаснувате тоа што во Швајцарија има само 7 министерства, кај нас бројките доаѓаат и до 26? Таму вистински ќе сакат државата, овдека барем пола народ држава своја не сака. Тие се уште плачат по Тито, по удба, по Југославија. И како сакаш да имаш убав живот во Македонија, а плукаш 30 години понезе, сечиш гранка на која седиш и плачиш по пропадната СФРЈ. Тоа што пропаднало го фалиш, тоа што е живо го кудиш. Дали ме слушате? Дали според вас му треба на земјава министерство за исправање грешни одлуки од владата? Треба свест, национална човечка свест, разум, воспитување, а да има и министерство за исправање грешки, џабе ќе види ако поставиш луѓе без чувство, без душа, без македонштина, јуди изроди. Треба. Благодарам и вам за одговорите. Продолжете да не гледате. Добар ден. Дали се слушаме? Да, се слушаме. Повелете во Црвена линија сте. Дали треба министерства? Не ни треба... Ало? Колку министерства и требаат на Македонија? Па најмалку од 8 до 10 и тие се многу, од тоа што толку нешто. Не ни треба толку 20 министерства. Па има вице-премиери, 5 души 10, па има, што нема веќе. Па имаме ние за добро владење, Граковска не ли се среди во државата, воспитаги министрите да не играат топка, да не пијат, пушат цигари, да не пијат алкохол. А она зашо има плата? Па за добро владење на министрите. Како не се сраме, па седе тамо. Не било она виновна. Па зашо си има плата ако не си виновна? Што ни треба толку министри на нас? Што ќе прават тие министри тука? Кој министр? Аде там нема министр за земјоделие. Сите по линија лесат со трави на дадени со трска. Тоа ли министри? За ништо си не ги била. Извинувам, дали знаете колку советници има премиер? Сега ќе ви кажам на смејате, да. Има советници, подсоветници, надсоветници, околу советници, се има, кај нас се можно и се може да има, срамота. Само да ги ранеме, знаете што викат тие што не работат у рој пчелите, викат ги трантурци, што не работат, а се да чекат.
да и донесат пчелите, за да може да ядат. Това е кај нас правилото. И ако не водисува, ќе псува, ќе нас силджани, ќе псува, ќе оде, ќе вреѓа. Ете тоа е. Како и да е, благодаря многу за јавувањето и подсетување, ете нашата етика и правило во црвена линија, секако да не се изговараат вулгарни зборови, говор на омраза, навредливи зборови и секако говор кој што алудира на насилство. Продолжуваме со вас. Добар ден. Здраво, Телма Мелма. Повелете. Вака. Најмногу половина од Словенија. Словенија како најчиста држава на овие простори, може и пошироко во Европа сигурно, а може и во светот. А во Европа е сигурно најчиста и најеколошка. Како врвен еколог, прво барам да има екологија, со врвен еколог, правда, клучно е, значи прво екологија, али клучното е правда. Нормална правда, нормален суд и адвокати, најголема одговорност да имат и казнивост на адвокати контра, ако ги ангажира некој, ти контра работат. Да не кажувам пример. Значи, правда, екологија, правда, труд, социјална политика, економија, МВР, МНР, финансии, култура и наука. Тие се клучните и не мора повеќе. Ке се вклопат другите во тие. Значи, како и да е ова држава, како трпи народот. Неголемата фамилија трпецки во светот спрема бројот на жители и полтронски. А најопасни се скриените полтрони. Се евуваат кај вас. Тие се најопасни, мислат дека се убедливи. Према кого се убедливи? Према тие кои ограничени, не разбираат. Не биле во Запад, не сваќаат кој е Запад, каков е развиен, каков е демократски Западот, каков суд има, каква страх од казнивост. Има секаде. Ке подсетам само, внимавајте на тајмерот 90 секунди, можете повторно се разбира да завртите 0230700005 и секако нема да пропуштиме и вам да ви се заблагодариме за вашите одговори во ова издание. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. Поздрав тебе. Колку министерства и требаат на Македонија според вас? Што? Како? Колку министерства вкупно и требаат на Македонија според вас? 200. Малце се. Тя се едно што министер имаме за Ве слушам. Да се ти работи. Сега. Кога има тројца за него, он не кажува. Он не кажува никто. Дали имаме министерца за дојте работи. Кажува амбасадор, ој тајја не важат по тоа. Кога нема никаде, се крие. Ева диже се. Абе, знаеш кој Италија колко има? Господи. Дај што ти, те уда табата, а запад. Тоа е, не е тоа добро. Јас мислам дека, од замени, не треба да видите. Само тебе, да. Кај самија, равнателка, не треба замени. Како замени? Тоа е само за пај. Ајде да се, не знам, али, треба да се свери ова наша држава. Кој да подотина до него. Голем поздрав и до вас. Благодарам што не следите и редовно учествувате во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија сте. Благодарам. Колку министерства, знаете, ние разговараме во секој случај, меѓутоа ова треба да се реши порано пред изборите, со закон. Според мене од 12 до 15 најмногу. Исто така и пратеници, нели треба да се намалат. Нас не ни требаат од 90, најмногу 100 пратеници, најмногу. А колку помалку, може би 70 најмногу одговараат. Кај нас се е премногу. И затоа само не се само министри, ние имаме советници на министрите, како што имаме на премиерот, нели? Па советници на советниците, што би рекол некој во емисијава. Значи, ако министерот има колку повеќе советници има, тој не треба да иде министер. Оној министер е успешен што има помалку советници, значи тој си ја знае работата. Ако тогаш и јас можам да бидам министер и вие. Советниците ќе ми ја завршат работата. Значи, кај нас некако се е наопаку.
Затоа не ни функционира ништо во државата. Сакате почнете од нозете, сакате од главата. Значи све советници врз советници, директори врз На што се врз должи директори. тој број, од што зависи на советници на советници? Треба закон да донесеме. Според бројот на населението немаме потреба ние од 12 министри повеќе. И пратеници исто. Треба да си донесеме закон како ќе функционира собранието и владата со колку членови, односно. Така, големо благодарам и вам за вашите одговори. Продолжуваме. Добар ден. Здраво. Здраво. Дали сме добро? Се надеваме. Јас секојаш со нада живеам. Па колкав број на министерства е потребен на Македонија според вас? Види вака, сведе дека естаблишментот или власта е поддржана од западните сили, од Британија, Америка и Европска Унија, нема никад да ни тргне со овакви министри, со овакви влади, ама никогаш. Ама еве Швајцарија има само 7 министерства. Сега Швајцарија, не може сега да мериме ние Швајцарија е направена од народи конститутивни, а веќе си имаат своји држави и плюс на тие ретороманите што им земале територијата. Значи, све заедно, 4 нации таму формираат, ама не смеат да се гибнат, затоа што ако се гибнат ќе направат катастрофа Швајцарија. А ние овдека сме окружени со непријателски држави, значи кои не им мислат добро на Македонија, и плюс и внатре имаме внатрешен непријател. Така да не може тоа да го оставиме на кантар, плюс западните сили не тегара пич, значи гледа само да ни пропастат, а не да ни тргне. Се дека не се тргне тој западен свет, од тука нас нема да ни тргне, па макар и милион министерства да има, само ќе се делат меѓу себе високи плати и све останато. И 5 да ги стават министри, тој што не го бива и плюс тоа под притисок на Западот така ќе работи. Ајде, поздрав. Поздрав, благодарам и вам за јавувањето. Еве еден интересен твит од алхимичар кој што напишал број на министерства. Словенија 14, Естонија 14, Швајцарија 7, Србија 22, Бугарија 19, Хрватска 20, Шпанија 17, Данска 22 министерства, Шведска 22 министерства, Македонија 26. Колку министерства според вас и требаат на Македонија? Добар ден. Ајде, добар ден, Тина. Голем поздрав до вас, повелете. Поздрав до тебе, до цела ваша екипа, до сите слушатели што се јавија, што ќе се јават и во денешниот ден, и утрешниот и све. Еве вие како велите, како дечко од Ѓорче, колку министерства треба да има во Македонија? 14, колку што има Словенија. Јас Словенија као држава ја ценев уште во Југославија кога беше, пошто и таму војска бев на 19 години, значи пред 45 години, има таму ред и поредок, што викав не е во војска. Него јас пратеници би скратил. Пратеници, од 80 пратеници да нема појќе. Ние сме 2 милиона. Значи не единици како ќе им текне да прават честа изборна, да стават од албанската популација. Толку од единица од овие, од ВМРО толку. Значи прво од пратениците, кога би имало 80 пратеници, 14 министерски места се доволно. Ако работат, иначе јас сум поборник, знаете, по муабетот, само друг 10 години да дојде да ни командува. И тој друг, дали и 14 ќе стави. Иначе вака, како што му вика Ахметина, Ковачевски, како и до сега ќе се биде. Само ние ќе се избориме, ќе се нервираме, вие тоа ви е работа, нема луѓе ќе си поставувате тема, ние ќе коментираме така. Благодарам многу што и редовно и вие не следите и се вклучувате и можеме со сигурност да кажеме дека и како оние кои што треба да слушат и гледаат Црвена линија, така да ова е простор и емисија исклучиво за вас, граѓаните. Одеме, значи, со вас. Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден. Повелете. Фала.
Дали се слушаме добро, дали е намален тонот на телевизор? Да, ве слушам. Така, според вас колку на Македонија број на министерства и се потребни? Като што викате дека у Швајцарија 7 може да работат со Швајцарија, на богата држава, кај нас са не потребни ни 7, пошто кај нас нема што да работи. Тие министри, се што са таму, това е штета за државата. Тие министри да се заштедат парите од нивите, само плати државата на еден начин може да се... Ве слушаме, продолжете. И министри не ни требат. Не ни требат и пратеници. Пошто... А дали ни треба еве Министерство за исправање грешни одлуки од владата? Абе, душаве, ни треба и тие што ги има, а не да исправија криви дриги. Со тие пари се што има министерства или пратеници, со тие пари може да работи државата и може да напредува на една општина, например, може да се напред. Дали е тоа се? Добро, благодарам, големо благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија. Секако со дискусијата и доколку не успеете со оглед на тоа што имаме огромен број најавувања да се вклучите во Црвена линија, секако вашиот одговор и коментар можете да го споделите на Facebook Црвена линија, може тоа да се случи и на Instagram, секако и таму ја објавуваме темата, како и на X, односно поранешен Twitter. Еве еден интересен коментар кој што е објавен на Instagram. Поп Джонов напишал: ако Швајцарија може со 7, тогаш за Македонија не повеќе од 10. Се мисли на број на министерства. Според вас, колка број на министерства на вистина и требаат на Македонија? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Тина, Да, ве слушаме, повелете. колку министерства и требаат на Македонија? Од 10 до 12. Ништо повеќе. Број на пратеници 80. Ништо поиќе. Што друго и треба на Македонија? Една изборна листа, за да јас можам да се одберам вредни луѓе и од СДС и од ВМРО, затоа не навивам за никој. Се слушаме, така? Така да, продолжете. Значи, да се изберам и од СДС луѓе добри, и од ВМРО, и од Левица, и да не да бројувам се партии, и од албанските партии, кого да си го изберам, значи самио. Второ, сите партии или законска основа да донесат. Ако мене ме избрал некој пратеник, пример, по предпоставка од СДС, не после да бегам од СДС, неко одма тој се разрешува, наредниот на листата си иди нареден. Бегаш ти од партијата. Треба народот, за да еден пратеник се одважи да избега од партијата, не, извини, народот треба да те отповика, пример. Значи, то нас ни пали како срце на душата што ни пали. А не ние со 8 пратеници ги купија, го сменав на името. Замислете, не ве врате, бегате вие 8 пратеници, извинете, партијата ги разрешува, наредните 8 и да. Немаше да дојдиме до ваков колапс со нашата држава. Тоа е тоа. Благодарам, еве што ги споделивте вашите размислувања со гледачите. Еве уште еден интересен твит на Јулијана Беба Димитровска, која што има напишано: и што добиваме од тоа што антикорупцијска си го одработува своето? Ништо. Само се трошат народни пари. А Македонија не е богата држава за да си дозволи толку многу комисии, агенции, управни и надзорни одбори, министерства, толкав број на пратеници и така натаму. Па еве, според вас, колку министерства сосеми се доволни на вистина на Македонија? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во Црвена линија сте. Се слушаме? Да, повелете. Вака сега, да удрите во силото вамове. Колку пратеници нас ни требаат, неколку министри.
Ве слушаме, продолжете. Така. Ние сме по избирачки список 1.800.000. Он нив не се 300.000 тука, туку околу 1.200.000. Словенија се одржува тука горе-доле 2 милиона. 90 пратеници. Израел 7 милиона. Мултиетничко и тоа, 80% евреи, 15-20% арапи, муслимани. 120 пратеници. Кој проблеми ги има Израел, кој ние? Добра, во однос на министерства и колку според вас е сосема доволно? Министерства, од 10 до 14 ништо повеќе. Да ви кажам, и било која партија и 119 пратеника да освои, 120 да биде од најмнозинската национална заедница, па мора да прави коалициона влада. Не разбирате ли? Така ве слушаме. Така, со 120 и наместо од 10 до 14. Благодарам многу и вам за вклучувањето. Сега веќе дојде ред и да ги проследиме. По рекламите следува да ви ги прочитаме и резултатите од Instagram Story анкетата. Ако не следите таму, сега е моментот да го сторите. Тоа е веќе во утрешното издание на Црвена линија, да можете на новата анкета секако да земете учество. Оние кои што не следат веќе ве како одговорија на денешното прашање. Дали ни треба Министерство за решенија на грешни владени одлуки? Со да одговорија 33%, а со не одговорија 67%. Тука останува да се заблагодарам, се разбира, до сите оние кои што земавте учество во Црвена линија, а она што особено важно е да напоменам дека е најдобро да останете со Телма и со мене, бидејќи за многу кусо време ќе се јавиме од Министерството за забава и вредни награди. Во тоа министерство секако ќе има и едукација, нешто ќе се повтори, нешто ќе се научи, но најголема е веројатноста денес некој од вас и да освои нов телевизор. И се разбира, неподготвени нема да ве предадеме на ова министерство. Заврти на Телма, затоа што ќе ви прочитаме и неколку прашања кои што секако ќе бидат дел од квизот, па и ќе ви помогнеме на некој начин да си го освоите телевизорот. Одеме како се викаат на Ж органите за дишење кај рибите и кај некои други видови водни животни. Кој е творец на правоаголниот координатен систем Рене Декарт или Питагора? И кој празник го славиме на 8 септември? Еве ви уште едно прашање. Каде појадуваа Одри Хепбърн и Џорџ Пепард? Тоа се тие прашања кои што ќе бидат дел од многуте, кои што и секако ќе ви донесат вредни награди. Се гледаме за многу кусо време, а вие завртете на Телма.